Со вас се вашите домаќини, почитувани Јони Вети Треновски. Како што знаете, секоја сабота ова време е резервирано за разговор со наши гости. Денес, како што најавивме, наш гостин е господинот Ристо Никовски, политички аналитичар, колумнист и поранешен амбасадор на македонската дипломатија. Со господинот Никовски ќе разговараме на теми кои се од општ интерес и за теми кои не засегаат сите нас без разлика каде и да сме почитувани. Токму така, почитувани, со господинот Никовски ќе разговараме за нон-пейперот поврзан за уставните измени, а кој наводно треба да го потпишат лидерите на политичките партии кои ќе формираат новата влада, обврзувајќи се дека во рок од 6 месеци после изборите ќе ги направат уставните измени. Ќе зборуваме за посетата на САД од страна на министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски и тоа само на 10 дена пред да му заврши неговиот мандат. Ќе анализираме дали посетата е поврзана со парламентарните и претседателските избори. Ќе разговараме за изборот и моќта на техничката влада, а ќе ги анализираме и сите можни сценарија, но и можни скандали со ами на техничкиот премиер Џафери. Ќе зборуваме и за преземањето на политичката партија Нова алтернатива од страна на Данела Арсовска, градоначалничката на град Скопје, која партија беше дел од коалицијата на СДСМ. Ќе зборуваме за поларизацијата на општеството, на европски и антиевропски блок и за опасноста од ваквите поделби. Ќе анализираме кој од овие два блока е поблиску до освојување на 61 пратеник. Ќе зборуваме и за можни предизборни коалиции. Ќе зборуваме и за правосудството, но и за новиот скандал во МНР, поточно шефот на македонската дипломатија Бујар Османи. Ќе зборуваме и за скандалите во Кумановско-Липковскиот регион и испумпаните 2,6 милиони евра од државниот буџет. Почитувани, ќе зборуваме и за настанот на плоштадот Скендербек во Скопје, но и за пораката кој ни доаѓа непоканет во двор, не му оставаме место ниту за гроб. Токму така, почитувани, ова се само еден дел од темите за кои во следниве 90 на минути ќе разговараме со нашиот гостин, господинот Ристо Никовски, кого во овие моменти преку видеолинковско поврзување го покануваме да ни се придружи во студиово на Македонски корени. Се надеваме дека нема да имаме проблем со звучниот сигнал. Се гледаме, верувам, и не слушате, господине Никовски. Добро ви утро и добро ни дојдовте на Македонски корени. Бог се јави, навистина се јави. Навистина се јави. Добро утро за Македонија, добра вечер за Австралија, добар ден за сите наши каде и да се. Добро ви утро и од мене, господине Никовски. Ви благодариме што сте заедно со нас и со сите наши гледачи и слушатели. Навистина ни причинува огромно задоволство и чест што сте заедно со нас и, како што реков, со сите слушатели и гледачи на Македонски корени. Се надеваме дека задоволството е мое пред се, бидејќи секојаш е корисно и важно да бидеме во контакт со нашите во светот, бидејќи еден народ сме, едно национално ткиво сме и треба да бидеме што почесто во контакт. Господин Никовски, наскоро во Македонија, поточно на 21 и на 22 во рамките на самитот ЕУ Западен Балкан, ќе пристигне американскиот помошен државен секретар за Евроазија Џејмс О'Брајен. Во јавноста излезе една информација дека тој со себе ќе донесел еден нов нон-пейпер поврзан за уставните измени, а кој требало наводно да го потпишат лидерите на политичките партии кои ќе ја формираат новата влада, при тоа обврзувајќи се дека во рок од 6 месеци после изборите ќе ги направат уставните измени. Колку треба да им веруваме на ваквите информации? Можно ли е да се случи тоа и дали тоа не е веќе мешање во внатрешните работи на Македонија? Дали е колку ваквите информации кои засега се еден вид само на шпекулации се пуштени со цел да и наштетат на ВМРО-ДПМН и коалицијата за обнова на Македонија во изборниот процес, иако Мицкоски само пред некој ден го повтори ставот дека уставни измени под вак диктат и вакови какви што се нема да прифати вклучително и после изборите? Видите, шпекулациите секогаш се базираат на некакви факти. И во овој случај, веројатно тоа е подметната вест
прво за да се испита реакцијата на народот, а второ и да се подготви за тоа што може да следува. Иначе спомнатата личност, О'Брајен, е веќе докажан каубоец за нас македонците, бидејќи тука беше пред некое време кога беше конференцијата на ОПСЕ и тој на еден крајно безобразен начин, нема поубав збор, разбирате, нема полесен збор, тоа е најлесниот збор што може да се каже. Прво, директно рече дека тој не би купил автомобил од лидерот на опозицијата, значи тој е некадарен, неспособен, некој што така не може да му се верува. И второ, уште побезобразно и по апсолутно неприфатливо, рече дека не треба да се гласа за опозицијата. Тоа не да е мешање, разбирате, него таков човек да ние бевме организирана држава, требаше му става забрана за доаѓање во Македонија. Меѓутоа кај нас тоа за жал не врви. И ова што е всушност вашето прашање, очигледно дека нешто се спрема. Знаете, очигледно е дека сегашната власт која уништи оваа држава, која го изгиша македонскиот народ, речиси, е свесна дека ќе ги изгуби, меѓутоа тие се партнерот на Западот, на така наречените наши во наводници стратегиски пријатели, разбирате, кои не уништуваат, кои не прекрстија и кои сега ќе направат се за да овие што треба да одат на ѓубришето од историјата, како власт, нели така, останат сепак. Така да, тоа што во шпекулациите до некаде се прецизира е фактот дека идејата е, велам, се тоа во рамките на возможни, нели така, варијанти, идејата е да опозицијските албански партии потпишат некаков таков non-paper. Сепак тоа треба да биде некоја декларација или некоја изјава или што ќе видиме што треба да биде. Очигледно дека такво нешто треба да следува, во која ќе решат, ќе се заколнат, ако сакате, дека тие во никој случај после изборите нема да коалицираат што некој што нема да биде спремен за 6 месеци да го промени уставот. А промената на уставот моментално е главната фора, ако сакате, главниот начин да тројанскиот бугарски коњ влезе во нашиот устав и да почне земјата да се руши и од внатре. Не само од страна на албанците, кои голем дел од нашите комши тука, албански политичари, отворено набиваат за отворена Албанија, за голема Албанија, отворено се на страната на Косово и на Тирана, на Приштина и Тирана, а македонските интереси им се можеби некаде на маргините и кога нема друго нешто, тогаш зборуваат за македонски интереси. И само една мала дигресија. Деноиве опозицијата Гаши, Меджити се во Америка и тие во Конгресот се среќаваат со конгресменка ли беше сенаторка, се не е ни важно, која е надлежна за албанските прашања и која е некаков копредседател на некоја комитет ли што ли тамо за албанците. Значи, тие не одат да разговараат со некој што е надлежен за Македонија, туку да некој што е надлежен за албанците. Тоа покажува простете, и дека во Америка веќе им е јасно и отворено навиваат за таа албанска кауза, нели така, кога овие гости, а домакин е некој во Америка, некој во Америка ми го прави тој програм, не го измислиле тие од Скопје. Значи ги упатува во една погрешна насока, албанска насока, меѓу македонска. Така да велам, тие провокации кои ќе следуваат со доаѓањето, а тоа треба да биде утре заутре, нели така, на О'Брајен, велам, со тој човек, со тој каубоец, простете ми на израз, ама нема друг збор за него, бидејќи така се однесуваше минатиот пат, велам, ќе видиме што ќе извади од торбата, бидејќи на се спремни и тие наши во наводници стратегиски партнери да ја спасат оваа власт, да ја задржат, нели така, на функција, бидејќи
очигледно е дека опозицијата и најавува и не е спремна прво да го менува уставот, велам бидејќи моментално суштината на разбивањето на македонизмот се сведува на промената на уставот. Меѓутоа, кога го отворивме тоа прашање, да кажеме уште на друга димензија, бидејќи опозицијата се уште не е доволно јасно експонирана. Тие остануваат на позицијата дека нема да го менуваат уставот и тоа е апсолутно за поддршка и ако паднат на тоа и ако прифатат промена на уставот, ја мислам дека и како партија ќе го изгубат рейтингот кој го имаат. Меѓутоа, знаете, во секоја ситуација имате причина и последица. Тоа во медицината најасно се диференцира. Ако не ја лекувате причината, а само последиците, ако имате температури, само со температурата се борите, причината може да го умре пациентот, разбирате. Тоа е нашиот случај. Причината за сите наши моментални голготи, несреќи, мачења, уништувања, газења, плукања е договорот со Бугарија за непријателство и дата протоколи. И ако опозицијата, која ќе дојде на власт, не го смени, не ги откаже тие договори, Мицкоски најави дека ќе преговара со бугарите и тоа е добро за почеток, но така не можеш онака од ракав да све фрлиш во вода. Треба да се разговара, треба да им се даде шанса, тие нема да ја прифатат во никој случај, никаква промена или ревизија на тие документи со кои де факто не газат и затоа тој или ќе ја откаже, овие договори, после било какви договори, односно контакти со Софија, или ќе мора да го прифати, да ја прифати промената на уставот. Трето нема, разбирате. Затоа што ако остане во дадена статус кво ситуација да не се откажуваат тие договори и да не се менува да не се менува уставот, Македонија ќе оди продолу. Нема излез, ќе се најде во една ситуација бидејќи сите рекоа уставот мора да го смените. Мислам, краден безобразно, од сите, почнувајќи од Словенија, до колку сакате. Никој не рече дека Македонија нема основа и нема причина да го менува уставот. И знаете, во суштината, значи, кај нас клучен проблем, освен ова, значи, основата е Бугарија, клучен проблем е преговарачката рамка. Сегашната преговарачка рамка, Македонија никогаш не може да ја помине. Со ова преговарачка рамка, јас ви тврдам, никогаш Македонија нема да стане членка на Унијата. Апсолутно тоа е сигурно и недискутабилно. Да ние, како што сега некои замислуваат, да преговараме со Европската Унија за преговарачката рамка, тоа е надвор од умот. Брисел никогаш нема да прифати. Зашто? Така че вие го прифатите, го подпишавте францускиот така наречен предлог, кој е договор Петков-Комачевски, вие го поминате во собранието тој предлог, што сега сакате вие, разбирате? Така да, само со откажување на овие договори, бидејќи се од договорите со Бугарија е внесено во преговарачката рамка. И ние за Европската Унија ќе преговараме со Софија, не со Брисел, разбирате. И паралелно, ако се откажат овој договор за непријателство и дата протоколи, паѓа во вода и обврската да го менуваме уставот. Значи, почнува од ново. И ако не направи таков исчекор опозицијата која ќе дојде на власт, разбирате, ќе биде навистина Македонија во еден магевсан круг и ќе се врти во круг и никаде нема да стигне. Така да опозицијата е во многу тешка ситуација, мора да прави радикални промени или велам ништо нема да постигне. Затоа периодов кој е пред нас, со овај каубојецот што треба да дојде и со едно чудо други притисоци од разни страни, опозицијата ќе биде во многу тесен и мал маневарски простор и затоа треба да се издигне над тие предизвици, на тие притисоци и јасно да стави. Ќе се бори за Македонија, на македонците, со сите тука што живеат и тоа на начин кој ќе донесе резултати. А тоа е ова што пред малку го зборувавме. Пред некој ден, министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски беше во посета на САД. По враќањето од таму обелодени дека
остварил низа средби, од кои средби и во Оделот за правда на САД со заменик помошникот на јавниот обвинител на САД Брус Шварц и со извршниот директор на ЕЦИТА програмата на САД Грегори Дакот и дека покрај другото разговарале за борбата против корупцијата и криминалот. Ако намерата на Спасовски била борбата против корупцијата и криминалот, зашто не ни се верува, зошто чекаше оваа посета да ја оствари на 10 дена пред завршување на неговиот мандат? Дали сето ова не укажува дека неговата намера е сосема друга и е поврзана со изборите, особено со председателските? Господине Никовски, како ќе ја прокоментирате и неговата изјава со која се пофали дека во Македонија откриле околу 6 милиони евра штета од коруптивни сделки и тоа само за 2023 година, што спрема Спасовски било 50% повеќе од 2021 година. Се слушали Спасовски што зборува, бидејќи во ист момент потврди дека имало двојно зголемување на сторители на кривични дела. Ако биле толку ефикасни, каде се вистинските резултати? Колкумина од овие за кои зборува Спасовски се процесуирани, особено ако се земе фактот што нема никаква завршница за незаконски стекнатите пари, ниту завршница за лицата кои се занимавале со коруптивни сделки. Видите, прво, кога ќе оди било кој наш политичар во Америка или во било која западна земја, решава тие. Нашето влијание на тоа е никако и ние можеме да покажуваме интерес, дека сакаме да одиме, дека имаме некои теми за разговор и така натака, ама тие одлучуваат. Имаше на времето еден колега, мој дипломат, кој се во една важна западна земја, кој се фалеше дека тој ги решава и ги кани и ги организира посети. Тоа мислам апсолутно неточно. Во сите западни земји, да речем тие западни демократии, кои нели се најчесто се однесуваат како наши тутори и како наши мецени во негативна смисла и како нели наши неизбрани гувернери, тие диктираат што и како ќе се случува. Самата оваа посета, која беше целта, не е јасно, иако лесно може да биде, како што и вие спомнавте, како да билдање на неков кандидат за нов председател на државата. Лицето се спомнува во таа група на можни следни председатели и тоа може да биде ветер во грбот за тој човек, бидејќи велам, во нашите избори, во формирањето на нашата влада и така натака, улогата на странскиот фактор, поготово на државата кај што беше сегашниот министер за внатрешни работи, не да е голема, него често пати и одлучувачка. И многу голем дел од тие лица кои се на високи функции, без нивна согласност од калето на тука кај нас, не може да поминат. Што се однесува за криминалот и за корупцијата, видите, еден најголем дел, ако сакате, за вината, за оваа корупција, ова ниво на корупција во Македонија, кој што веќе не само што не е спорно, него и странците велат дека е ендемско, дека тоа е веќе болест која не може да се контролира, е во рацете баш на Министерството за внатрешни работи, разбирате. Иако во тој дел спаѓа и судството, и обвинителството, и така натака, значи тоа се те трите, да речем, органи кои треба да се борат против неа. Што имат направено? Апсолутно ништо. Во оваа држава криминалот царува, разбирате, и тоа на еден таков отворен начин, што просто се прашувате, па добро, зар нема некаков исав да внимаваат, да се кријат, ако сакат. Тие општо не се ни кријат. Да го заеме примерот со Бехтел и Јенка, разбирате. Вие подпишувате договор на 1.300 милиони евра. Тоа е отприлike 10% од бруто домашниот производ на Македонија. Разбирате? 10%. Тоа е проект, значи, кој ќе уништи ова држава. Сваќате? Тоа 10% од БДП-то или GDP-то, што видите вие, кај вас популарно на Америка е околу 2200 милиарди долари.
Замислите во американската влада било кој да потпише договор за нешто што нема проект, што нема документација за 2200 милиарди долари, па ќе го тепат истиот ден. Разбирате? Така да се прават такви работи. Криминалот и корупцијата. Ние имаме, прво бевме подпредседател на владата кој беше за антикорупција, кој ништо не направи. Немаше проект направено како ќе се бори против корупцијата. Сега имаме подпредседателка која има не така поубаво име за добро владење. Кај е таа подпредседателка? Игра футбол во канцеларии, разбирате, и таа рече, не знаеме кој го даде голот, разбирате? Тоа се такви небулози, тоа се такви идиотизми, разбирате, што оваа држава ја урниса до ниво каде што се прашуваш има ли држава или нема, и по многу што, проштавајте, нема. Така да, еден од главните носители кои го толерираат криминалот, прво да се разбереме, МВР, односно Министерството за внатрешни работи е дувло на криминалот, разбирате. Тамо е центарот каде што поголем криминал, мафијата не може да функционира без соработка директна со Министерството за внатрешни работи. А таа соработка е, ја мислам, на едно такво ниво што може да биде пример за се друго во врска со некаква соработка или така барање на оптимални решенија и така натаму и така натаму. Така да фалбите на Министерството за внатрешни работи се апсолутно надвор од умот, не значат ништо и само покажуваат дека оваа држава не функционира пред се ради криминалот и корупцијата кој во неа и кој се да такво ниво што не да загрижува, него запрепастува. Ајде уште малку околу посетата на Спасовски. Тој се сретнал и со американскиот државен секретар за Евроазија, Џејмс О'Брајен, кој, како што рековме, наскоро доаѓа во Македонија и со него разговарале за едината на земјата, како што Спасовски ја нарече Македонија, и дека на средбата констатирале дека европскиот пат нема алтернатива. Дали оваа средба има некаква поврзана со информацијата за која предмалку говоревме на самиот почеток на емисијата околу нон-пейперот? Па јас мислам дека нема тука дилема. Ако веќе се најави таков non-paper, што е, мислам, знаете, non-paper значи не е хартија, али тоа е во дипломатијата документ кој се дистрибуира без обврска. Знаете, кој има некоја конференција меѓународна и кој ќе нема решение за некое прашање, тогаш се прават напори како да се излезе од ќорсокакот и било кој од присутните прави non-paper, значи како нема врска со него, тој се дистанцира од тој non-paper, али го дава како предлог, сваѓате? Значи, ова е една манипулација де факто дипломатска, а бидејќи спомнатиот министер за внатрешни работи е во врвот на власта моментално, кандидат е се спомнува како кандидат за председател следен на државата, тој е еден од главните и го представува институцијата кај што се сите тајни служби, кај што има така едно чудо информации кои се де факто рестриктивни, кои ние обичните граѓани не ги знаеме, дека на таа тема разговарано, ја мислам дека нема никаква дилема и знаете, тука не се работи ни за разговарано, ни за не знам нечи идеи од странство и така натака. Тука се работи за координација. Како што е оваа власт сега во паника, ако сакате, во очај, бидејќи ако ги изгубат изборите, слушате, и ако држава сака да се реафирмира како едно нормално место за живење, едно чудо луѓе ќе мора да отвор затвор. Тоа нема да биде реваншизам, разбирате. Само расчистување на едно дувло од криминал како што е целата држава и дека тоа, сваѓате, разбирате, едно чудо тие сега да речем на врвот од државата. Никој од нив не е врвен политичар, али се на врвот од државата ќе го снајде нешто што баш нема да му биде пријатно. И затоа тие ќе направат се да во овие избори не победи опозицијата, иако сите анкети зборуваат во таа насока. Странскиот партнер апсолутно е на нивна страна, бидејќи тие се нивните, да речем, пулени и нивните екзекутори на се што е македонско во држава. Така да, периодот кој пред нас ќе биде критичен, едно чудо неизвестности носи и велам, многу работи се неизвестни, ќе биде тоа навистина помногу што и циркус,
бидејќи се излучуваат кловновски работи, кои ќе не фрлат често пати на патосот од настаните, на дното, де факто, од нашите интереси, од нашите аспирации и од нашите планови. Така да велам, се што ќе следи ќе биде крајно драматично и за вас, новинарите, ќе биде интересно во најмала рака. Так, во среда или кон крајот на наредната недела или на следната неделата која доаѓа, се очекува премиерот Димитар Ковачевски и спикерот Талат Џафери да поднесат оставки за да го отворат патот за избор на техничката влада, кој избор пак треба да се случи до 28 јануари. Дали очекувате процесот на формирањето на техничката влада да помине глатко без никакви проблеми, особено кога се знае дека е прекршен законот за избор на кандидат за технички премиер, бидејќи не дојде од СДСМ, туку тој дојде од ДУИ, партнерот во владата на СДСМ, и најновата изјава на Ковачевски дека предлогот за избор на техничката влада до собранието ќе го прателе без имињата на предложените кандидати од ВМРО ДПМН, кои по закон и устав им припаѓаат во техничката влада, но и тоа што лидерот на ВМРО ДПМН, господин Мицкоски, веќе кажа дека пратениците од ВМРО ДПМН и Коалицијата за обнова на Македонија ќе гласаат воздржано, со што го отвори патот и за други пратеници во законодавниот дом да го сторат истото, бидејќи во јавноста веќе се спекулира дека одреден број на пратеници од редовите на СДСМ немало да гласаат и да дадат подршка за изборот на Талат Џафери. Можно ли е парламентарното мнозинство да не успее да обезбеди 61 глас за да ја изгласа техничката влада, и дали во тој случај владата во оставка ќе ги спроведува изборите и како тоа ќе се одрази врз изборниот процес и резултати, или пак ќе го молат председател Пендаровски како спасител да му го даде мандатот на техничкиот премиер на Џафери? Поставивте повеќе прашања, да почнеме од крајот. Јас мислам дека фактот што кандидатот за технички премиер не е од СДСМ, иако го оспоруваат правници на кои треба да им се верува, мислам дека тоа не е суштинско прашање, бидејќи за тој кандидат застана и СДСМ и владеачката партија. Значи, тие де факто го сметаат за свој, иако начинот на кој го наметна ДУИ беше апсолутно некоректен. Тоа покажа дека некој одредено силеџиство, покажа дека тие де факто влад со земјава, што не е спорно, али велам, другите делови се поважни. Дали ќе има 61 пратеник за да се избере техничката влада, мислам дека мнозинството се уште располага со таков број на пратеници, дека тоа нема да биде проблем. Меѓутоа, самиот чин очигледно ќе биде повторно за наши услови во рамки на недоразбирање, конфронтации. Разбирате, кај нас ништо не поминува без проблеми и дури оно што треба да биде чисто како солза. Деновиве имавме една апсолутно бесмислена изјава на премиерот, дека во најавата на опозицијата, доколку нема да гласа за техничкиот премиер, нема да биде дел од техничката влада и дека тоа во цел свет немало таква пракса, некој да не гласа за владата, да биде дел од владата, дека можело да не гласа за владата, да гласа за владата, а да не биде член на владата, дел од владата и слични глупости, разбирате. Така е, што кажа тоа е точно, ама тоа е кога се работи за политички влади кои се формираат после избори. Така навистина не е возможно некој да биде да биде дел од владата, да не гласа за неа. Тоа се опрашање коалиции. Коалицијата претходно да има гласање за влада, договара програма. И кој ќе се договори програмата, мислам, надвор од умот е некој да ја прифати и да стави подпис на програмата, да не гласа за владата. Меѓутоа, ова е нешто сосема друго. Се работи за техничка влада, која е резултат на закон. Ова влада техничка не е резултат на избори. Сваќате?
И тие пракси, правила, светот не важат. Тие се надвор од умот, ако сакате, во конкретниот случај. И ако продолжи со таква политика власта, нели така, бидејќи таа се уште останува со премиер, останува со најголем дел министри, само неколку души ќе бидат дел од новата власт, разбирате, ако не ги стават нив, тогаш нема техничка влада, тоа се крши законот. Веќе, тоа се такви небулози кои ги тресат, ако сакате, врвните политичари ова држава, само во борба за некаква собствена превласт, за секоја собствено, да речам, изигрување на се она што е нормално. Така да, техничката влада е со закон и не може никој да го оспори членството на опозицијата во таа влада според тој закон, а дали ќе гласа за новата влада или не, тоа е апсолутно нејзин избор. И апсолутно е оправо сегашната опозиција која вели дека нема да гласа за Џафери. Џафери е контрадикторна личност, разбирате, и него не му е местото да биде премиер ова држава, али тоа е, велам, веќе политички договор кој веќе на кој веќе ние како граѓани немаме влијание. Така да во техничката влада мора да бидат и представниците на опозицијата, ако не ги става, треба да се бойкотира не само владата, него и собранието, и да се бойкотира, ако сакате, да се блокира и државата. Или ова држава ќе функционира според законите, или не може кој сака што сака да прави. Така да сите тие надмудрувања, сите тие измислувања на факти, аргументи и така натака се де факто дел од едно криминално сценарио кој мора да се осуди и да се следат оние законски обврски кои не смеат да се изигруваат. Дали СДСМ намерно не го предлага Џафери за да се дистанцира од ДУИ, која очигледно се посочува како главен извор на криминалот и корупцијата во владата, и дали со ваквиот чекор ќе врати барем малку од разочараното гласачко тело кое ги поддржуваше во изминативе изборни циклуси, и како сето ова ќе делува во нивниот така наречен Европски фронт кој го промовира во изминативе неколку години. Видите, не е спорно дека СДСМ застана целосно за Џафери. Тој де факто ќе го прифати како свој кандидат, како што пред малку рековме, и дека ќе го поддржат целосно. Тој е нивниот претходен договор дека последните 100 дена ќе биде албанец за премиер, што исто така надвор од уставот, надвор од праксата, надвор од процедурите, али велам, кај нас се е можно и ова дела е баш од таквата констатација. Мислам дека СДСМ и ДУИ се по многу што, уствари, СДСМ е помалиот коалициски партнер во власта, дека доминира ДУИ, тоа го покажа и со нивното, да речам, агресивно одредување на кандидат за технички премиер, овие другите го проголтаа, тоа како многу други работи во меѓувреме, и велам, таа нивна коалиција, како ќе продолжи, што ќе продолжи во рамките на изборите и предизборите, ќе видиме. Интересите се во некои случаи компатибилни, во други случаи, од друг аспект се контрадикторни, и велам, периодов кој што следи ќе биде не само драматичен, него и ексклузивен по многу што бидејќи има сигурно многу изненадување и во самата држава, и она што од надвор ќе ни го сервираат нашите така наречени партнери и уште полошо стратегиски, нели, партнери кои де факто работат против интересите на македонскиот народ. Ако се земе во предвид фрагментираната политичка состојба и немотното собрание, како и тенкото парламентарно мнозинство, каква и колкава ќе биде моќта на техничката влада во 100 дена на владење? Ќе може ли да решава некои проблеми? Видите, во принцип техничка влада е техничка влада, има многу тесни овластувања и тие се сведуваат во конкретниот случај само на споредување на изборите, така да таа нема мандат за било што надвор од тоа, а дека ќе се обидат да прават, тоа бидете сигурни, разбирате. И во меѓувреме, додека последниве денови дека не поднесат оставка и премиерот и спикерот, се може да се очекува, ќе подметнуваат закони, ќе подметнуваат своји работи и така натака, нема да решаваат одредени проблеми како што е избор на членот од Државната изборна комисија. Велам, во оваа држава се случуваат такви манипулации, такви злоупотреби од секој аспект, да велам боли глава и на крајот од денот
човек треба да се срами што е македонец, за жал. Какви се вашите очекувања од работата на техничкиот премиер Талат Џафери? Ке сведочиме ли на досега невидени скандали за време на изборите? Тоа не треба апсолутно да се отфрли, реков, ќе направат се од тој што го спомнавме non-paper или некаков претходен договор, дека нема да коалицираат со кого, со опозицијата. Знаете, сега главното внимание се сведува на тоа, дека опозицијата по се изгледа ќе победи, по многу што нема да има 61 пратеник, дај Боже да ги има, иако и народ е одговорен, ќе гласа за нив, бидејќи друга алтернатива нема, доколку не се појави некое движење за спас на Македонија, па да играат и на таа карта, разбирате? Значи треба, ако нема такво нешто, треба да се концентрира овој македонски народ на опозицијата, бидејќи друг фактор кој ќе донесе до промени нема во држава, за жал. Така да, велам, ќе биде драматично, а Талат Џафери веќе е искомпрометиран како личност и во парламентот, едно чудо злоупотреби правеше, манипулации правеше. Знаете, председавачот, главниот на било што има маневарски простор, може да ја злоупотреби функцијата, сваќате? И тоа тој го правеше на маестрален начин, све во интерес на власта, прецен албанскиот фактор и така натака и така натака. И во овој пред ќе се обидуваат, бидете сигурни. Меѓутоа, тука е опозицијата, ќе има малку пред своји представници во власта, во владата, али ќе бидат доволни да можат да алармираат и да се реагира. Крајно е време да, ако треба, да се превземе све, да се спречат одредени негативни тенденции, развојни тенденции, бидејќи велам, ножот е дојден до коската и веќе маневарски простор македонскиот народ за својот опстанок нема. И велам, како што спомнавме, само уште еднаш да нагласиме, клучна, да речам, клучен момент во тоа е внесувањето на бугарскиот тројански коин во уставот. И на тоа околу тоа се кршат копијата и затоа тој non-paper ќе биде во таа насока, бидејќи, велам, тоа што го прави Бугарија, тоа што не го правише Грција, тоа е само дел од интересите на Атина и на Софија. Се друго е враците на О'Брајен и неговите пајдаши во Стејт департментот и во другите американски институции. Тие се носители на сите овие погубни политики со кои македонскиот народ треба да биде елиминиран, да биде раздебитен и со еден збор да затвори македонското прашање за секогаш. Господине Никовски, бидејќи парламентарните избори се редовни, собранието нема да се распушти и останува во истиот состав и со пол капацитет се до завршувањето на изборите и верификувањето на новите пратенички мандати. Дали очекувате некакви изненадувања во овој преоден период од Стодена? Спомнавме веќе, само да нагласиме, ќе направат се што можат, додека уште кусо време се на власт, да ја злоупотребат власта, да ја искористат власта на сметка на македонскиот народ. Знаете, некогаш власта може се искористи на сметка на сите нас, разбирате, во интерес на сите нас. И таква злоупотреба, и јас во мојата кариера сум правил. Кога било нешто, разбирате, во интерес на македонскиот народ, во интерес на македонската држава. Јас кога сум бил на позиција, не сум размислувал ни секунда да го направам тоа. Иако во моментот можеби тоа не е соодветно на праксата и на принципите. Го правиш, затоа раководството има и таква одговорност да презема чекори во интерес на сопствениот народ и сопствената држава, или ако сакате за мнозинството од граѓаните, и на начин кој можеби и не е апсолутно коректен, да речам, признаен, стандарден и така натака. Велам, така да има две димензии таквото однесување. Меѓутоа, овие ќе направат све само за злоупотреби, само за да ја зајакнат својата позиција. Ако можат уште тендери веќе нема да има, ако можете уште нешто да се украде, бидејќи, велам, криминалот во државата е на такво ниво што запрепастува, не загрижува, него запрепастува. Оно што пред неколку месеци беше шпекулација, веќе се претвори во вистина. Данила Арсовска, градоначалничката на Скопје, во средата на конвенцијата на политичката партија Нова алтернатива, која досега функционираше во рамките на коалицијата предводена од
СДСМ беше промовирана за лидер на партијата. Во првото нејзино интервју како лидер на оваа партија, Арсовска потврди дека ќе учествува на парламентарните и на претседателските избори. Арсовска рече дека партијата ќе работела на 5 постулати, меѓу кои и борбата со корупцијата и ослободување на економијата. Таа најави дека нова алтернатива, сега предводена од неа, ќе излезе од досегашната коалиција со СДСМ. Како гледате на сето ова, особено што на конвенцијата беше и генералниот секретар на СДСМ Миле Зечевич, и како сето ова ќе се одрази на политичката сцена за време на парламентарните и претседателските избори? Остана ли барем и малку кредибилитет во Арсовска за да може да и поверува гласачкото тело? Има ли некаков политички капацитет таа за да направи некаква промена на политичката сцена, господин Никовски? Мислам дека тој настан не заслужува поголемо внимание. Тоа е само една нова партија, маргинална, која нема никаква улога да има во нашиот политички систем. Велам, немам дефинитивно мислење за таа личност. Дојде со поддршка, знаеме, на ВМРО, на опозицијата, и благодарејќи на неа победи на еден убедлив начин. После тоа почна да спроведува неразбирливи политики. Во градов, колку е веќе 2-3 години, колку фати, ништо нема направено. Апсолутно ништо нема направено. И велам, една личност која не верувам дека било кој во меѓувреме стекнал доверба. Тоа може би еден мал тесен круг на луѓе, и мислам познат е фактот дека таа сакала да прави своја партија, ама не успела да собере 1000 потписи да ја регистрира. Тоа кажува све. Така да не губиме време со оваа личност. Таа партија нема никаква улога да има, и после овие избори ќе се покаже дека е мало пеачко друштво, разбирате, еден мал хор и ништо повеќе, фамилијата и комшиите, така да не губиме време со такви непотребни ситници. Во неколку зборови се кажано. Мислиш ли дека ќе го сватат овие што го рековте, сите оние кои што сега не слушаат и гледаат? Овие од власта веќе подолг период го најавуваат нивниот така наречен Европски фронт, со што направија уште една поделба во општеството на Европски и антиевропски фронт, туркајќи го наративот дека овие избори ќе бидат избори помеѓу европски и антиевропски блок. Колку е опасна ваквата поделба? Кој од овие така наречени два блока е поблиску до освојување на минимум 61 пратеник? Оној на СДСМ и ДУИ или оној на ВМРО, ДПМН и Коалицијата за обнова на Македонија? И што ќе биде пресудно за да се стигне до таа бројка? Видите, тие поделби не се случајни. По многу што се оркестрирани и во земјата, али уште повеќе од нашите така наречени странски партнери, кои ги нарекуваат, опозицијата нарекуваат како националистичка, и тука имаме во земјата одредени аналитичари под наводници кои играат на туѓи карти, дека тие се антиевропски настроени и слично. Во државата Македонија нема таква партија, и има можеби некои маргинални партии кои не заслужуваат внимание, бидејќи интересот за Европската Унија е реален. Секој македонец со право сака, и не само македонец, мислам македонец како државјанин на оваа македонска држава, секој со право сака да стане дел од Европската Унија, меѓутоа прашање на кој начин. Ако цената да се стане дел од таа нација, од таа организација е да се избришат македонците, нормален македонец тоа никош нема да го прифати. И тука е таа поделба која настанува. На кој начин? Дали ќе влеземе горди и поносни македонци во Европската Унија, за што јас апсолутно гласам, или ќе влеземе како некоја аморфна маса која ќе де факто еволуира во бугарско-албански идентитет. Тоа на тоа се работи, и тоа многу сериозно. Велам, и примерите кои ги дававме претходно со тие албанските политичари кои се во Америка, начинот на кој ги третираат, играњето на албанскиот фактор во регионот од страна на најголемата светска сила. Сите тие настани, не се случајни. На времето ќе потсетам дека се создаваше
еден амбиент додека беше Никола Груевски вмро на власт, дека тие се антиалбански настроени, разбирате? Тоа се долгорочни манипулации на тајните служби, кои кај нас се многу присутни, и дело тоа е тоа прогласување на опозицијата како антиевропска. Со ниеден чекор, со ниеден збор, опозицијата ВМРО ДПМН не се изјаснила против Европската унија. А дека се бори за опстанок на македонците, разбирате, тоа е неизбежно. Знаете, дури имаат врвни западни политичари речено дека национализмот, кога е народот доведен во прашање, е неизбежен и нужен, разбирате. А не да е во прашање доведен опстанокот на македонскиот народ, него секојдневно се бриши дел од неговата епопеја, од неговата меморија, од неговата екзистенција. И тука, видите, али тоа се зборува за национализам кој е позитивен, кој нема ништо против другите, него се бори за своето. Па таков националист е секој, јас сум прв таков националист. Ќе се борам за она што е моје македонско универзално право, до последната капка на крв, што се вели. Али тоа не е национализам. Тоа е патриотизам, со други зборови, тоа е борба за своето, не доведувајќи во прашање ничии друг интерес. Македонија не загрозува никого. Македонскиот народ нити во историјата не бил никогаш окупатор и агресор. Секогаш бил жртва на туги интереси. А денеска е тоа нагласено на такво ниво, до една таква, да разбирате, ескалација на тие аспирации на соседите и на странците, што веќе не да боли глава, него веќе е надвор од умот. И затоа сите мораме да бидеме националисти во одбрана на нашите суштински универзални права и интереси, кои се и фундаментални веков права и интереси, кои се сериозно загрозени, кои се ставени на маса и кои велам, ако не ги одбраниме сега и во најблиска иднина, пред се со новите избори, лошо ни се пишува. Така да, во суштината, се работи да се биде или не, и сите мораме да бидеме националисти, не загрозувајќи никого, али борејќи се за своите права. Господин Никовски, дали понудената понуда, што уште не знаеме која ќе биде од страна на власта, ќе биде доволна, ако се земе во предвид погубните политики во изминативе 6 до 7 години, и дали на опозицијата погубните политики на власта ќе донесат повеќе гласови кои ќе се компонира со она што ќе го понудат во предизборната кампања и програма? Видите, сегашната власт, својот кредибилитет, не да го има уништено, тој веќе не постои. И велам, ако дојде нова власт, со радикални промени кои се неизбежни. Оваа партија сегашна македонска, која раководи со државата веќе колку 6-7 години, СДСМ, ќе дојде на гранките на опстанокот. И ако има правдаш, се вели во животот, тие треба да се распаднат. Знаете, некој убаво констатира, тоа што турците не успеават да им го направат на македонците за 5 века, да ги уништат, овие го направија за 5 години. И тоа е, мислам, најдобра дефиниција на ова што се случува. И затоа е клучно на овие избори да се даде подршка на другите сили, на оние што се отворено против ова катастрофално владење, и дај Боже тие сили, опозицијската партија, да добие поможност мнозинство од 61 пратеник, да може да ја води земјата на еден директен, одговорен начин и во права насока. Знаете, сите оние претходни манипулации со нон-пейпери, со уценување и така натака, ќе не доведат ако народот не излезе како што треба, не излезе масовно на изборите и не даде прав мандат. Разбирате, ние повторно можеме да продолжиме се вртиме во магијасен круг, без никаков излез од ќорсокакот и од денот во кој се наоѓаме. И затоа, по многу што моментот е историски. Или ќе не биде, или не. И затоа одговорноста е на секој граѓанин на оваа држава да свати дека во негов интерес е, знаете, зашто сите други развојни можности и правци на делување се катастрофални за македонците. И да не забораваме, сега немаме време да одиме назад
да се враќаме што викаат Србите до Кулина бана, од распадот до Југославија до денеска, тоа се колку 32-34 години, се работи интензивно, филигрански на бришење на македонскиот народ, на затварање на македонското прашање и, велам, создавање на некаков зомби народ ова држава, албанско-бугарски и бришење на македонците во целина. Тоа мора да го има секој македонец пред себе во секоја ситуација и да знае дека, ни кажа и министр за надворешни работи, и погледаме од сите всушност аспекти, дека и идентитетот наш е на маса, и нашиот јазик е на маса, и нашата историја е на маса, тоа го потврдим, свесен или нешто кажува. А ако се на маса, тие не се тамо ставени заради украс, тие се ставени тамо заради ценкање, преговарање, разбирате, што го прават е безобразен начин, таков мандат нема никој, и велам, тоа не води во една катастрофа која мораме да ја спречиме. Дали и колку неизгласувањето на уставните измени ќе влијаат врз формирањето на идната влада? Од една страна ја имаме власта која ги вети, а не ги исполни, а од друга страна ја имаме ВМРО ДПМН и коалицијата за обнова на Македонија која цврсто застана и се уште стои на ставот дека уставни измени под вакви околности и под диктат на Бугарија нема да има ниту сега, ниту после изборите. Може ли да му создадат проблеми од опозицијскиот албански политички блок со некакви уцени, или пак Мицкоски е сигурен дека ќе издействува огромна победа, но и подобра преговарачка рамка, односно подобра позиција во однос на договорот со Бугарија? Видите, еден од главните индикатори за што се работи кога се става уставот да се менува со внесување бугарски тројански коњ е односот на албанците. Прво, нема албанец во држава кој со големо задоволство, ми само тие што е политичарите, кој со големо задоволство нема да зборува за Северна Македонија. Разбирате? Нема. Второ, нема албанец во држава, пак ќе спомнам тие што на политички функции, што не е апсолутно за промена на уставот. Што зборува тоа? Тоа зборува дека е тоа нивни национален интерес. Нема подобар и по-чист и по-конкретен исчекор во за реализација на големоалбанскиот проект отколку бришење на македонците. Значи, со други зборови, сето ова е бришење на македонците и затоа тие со цела уста тоа го поддржуваат и затоа се најавува и тој нон-пейпер дека тие ќе постават ултиматум, што е безобразлук од прва класа, или ќе го смените уставот за 6 месеци или нема коалиција, разбирате, нема коалицирање. Мислам дека на крајот денот они ќе сватат дека тоа е, може и нив да ги исфрли на периферијата од политичките настани, разбирате, али затоа може да повторно да ја врати Дуи на преден план, што никому не му одговара, и на албанската опозиција, и на македонската опозиција, единствено може на СДСМ тоа да им одговара. Така да, велам, сите тие, да речам, меѓусебни сега тактизирања, надмудрувања и така натака, имаат една јасна цел. Победа на изборите. А победата на изборите ќе доведе до суштински промени. Треба да проведе, да донесе. Ако не донесе, ништо не сме направиле, одиме во пропаст и тоа забрзано. Така да, кој ќе освои 61 пратеник е клучно во моментот. Разбирате, тој ќе одлучува, тој ќе има можност. А што се однесува за чекорите кои се треба да се преземат, тоа ќе спомнавме да го нагласиме. Или ќе се откажат договорите. Двата протокола со Бугарија се пострашни договори отколку самиот договор за непријателство. Пострашни се. Кога ги читате, па ви се крева косата и кога ја немате како мене, разбирате. Ама такви будалштини има. Па во вториот протокол 10 пати се спомнува заедничка историја. Која заедничка историја? Заедничка историја, значи бугарска, разбирате. Не може да има два народи една историја заедничка. Нема или еден народ или се два народи. Чим се два народи, има две истории. Велам, такви будалштини се подпишани, такви манипулации ни се подметнати кукавички јајца, што е тоа запрепастувачки, али велам,
мора новата власт да тргне во радикални промени, ако не тргне во таа насока, и самата ќе се најде во цајтнот, бидејќи реков, или причините, или последиците мора да се решават. Или ќе ги отфрлат овие договори, ќе ги откажат, или ќе мора да го менуват уставот. Трето нема. Какви се вашите очекувања околу предизборните коалицирања во сегашната владина коалиција? Дали ДУИ и СДСМ ќе се одлучат за предизборна коалиција, дали на нив ќе им се приклучи и Алијанса на албанците, за да имаат единствен консензуален кандидат за председател на Македонија, или и трите партии ќе предложат своји кандидати? На кого повеќе ќе му одговара првата опција, а на кого втората? Тешко е да се каже. Мислам дека ни самите партии не знаат што ќе направат. Се калкулира на дневна основа. Се бараат про и контра за еден и друг чекор. Мислам дека генерално, али велам со одредена резерва, дека повеќе на СДСМ ќе одговара коалиција со албанците, иако тоа ќе биде под голем ризик, затоа што голем дели од нивното гласачко тело ќе се праша дали е тоа во интерес на македонскиот народ и нивни личен или не. Од друга страна и ДУИ е загрозен на некој начин, бидејќи сегашната албанска опозиција, која што се однесува во односот према македонците и во односот према нашите фундаментални прашања, мислам национални, нема разлика во суштина, сваќате. Така да тука ќе биде едно чудо, ќе има конфронтација, едно чудо манипулации, едно чудо изненадувања, едно чудо нови сојузи, разберете, кои ќе се најавуваат, па ќе успеваат, па нема да успеваат. Али велам, во принцип, тоа што и го најави опозицијата ВМРО-ДПМН е клучно, да ДУИ се крајно време се тргне од власта, бидејќи сите сме сведоци дека огромен дел од криминалите се во нивни раце, дека тие доминираат со држава и прават што сакаат, и дека тоа не води никаде, разбирате. И така да тие разни сојузи кои се прават максимално, го имавме случајот и на мешањето на Курти, партијата самоопределување од Косово и така натака, велам, едно чудо ќе има изненадување, калкулациите се на дневна основа и моментално мислам дека никој не знае што на крај ќе испили и како на крај ќе се излезе на изборите, али велам, сите сакаат да победат, али на крајот сепак еден ќе победи. Да се надеваме тоа ќе биде ВМРО-то или евентуално некоја, ако се појави некое движење за спас на Македонија. Заедно со опозицијата, бидејќи велам, едина сегашна сила организирана која е спремна да се бори за интересите на Македонија, тоа е ВМРО-ДПМН. Какви се вашите очекувања од Сдружената албанска опозиција на Касами, Гаши и Меджети? Како ќе се одрази врз резултатите на парламентарните избори и на претседателските, бидејќи наавија свој кандидат за претседател на Македонија во првиот круг? Како ќе се одрази тоа и врз изборните резултати на самата партија и на другите партии учесници во парламентарните и претседателските избори, особено врз ВМРО-ДПМН и коалицијата за обнова на Македонија? Видите, спрема сегашната ситуација, спрема сегашниот распоред на политичките сили на македонската сцена, се очекува дека коалицијата постизборна ќе биде меѓу ВМРО-ДПМН како победничка партија и албанската опозиција. Како тие ќе иструкаат изборите? Што ќе направат? Се уште е неизвестно, бидејќи, знаете, 20 години е на власт ДУИ, има пенетрирано во сите сегменти на политичкиот систем на државата. Сега сме сведоци дека се прибаат масовно, јас ги купувам сите вестници, вие не знаете, вестниците се дупло по-дебели моментално од огласи за примање на нови вработени, сите се партиски војници, тие разбирате. Значи, пред да заминат, ќе ја оптоварат државната администрација на еден невиден начин, еден уништувачки начин за државата во целина, али за тоа не дават пет пари, се со цел да на изборите сите тие новопримени, нивните фамилии,
пријатели, комши и така да гласаат за нив. Велам, почната една безпоштедна борба за превласт, која нема ништо добро да ни донесе, али да се надеваме дека крајниот резултат ќе биде позитивен за сите нас. Во последниве неколку години, наместо унапредување во владеењето на правото, имаме големо назадување дури до степен да немаме правна држава. Како сето ова ќе се одрази на парламентарните и претседателските избори? Дали аферите во кои предначи Дуј ќе го дозакопаат СДСМ, повлекувајќи ги во бездна од каде што со сламка ќе се обидат да преживеат од комплетно исчезнување од политичката сцена? Тие тоа го заслужуваат апсолутно, после се што направија овие 6-7 години на власт, разбирате. Јас го спомнав примерот со споредбата со отоманската власт, разбирате, која не уништи за 500 години, како тие за 5 години. И овие избори по многу што ќе бидат клучни за нив, разбирате. Ако има правда, јас верувам дека сепак на крајот од денот правдата победува, мислам дека тие ќе завршат, ако не на ѓубришето на историјата, ќе бидат фрлени на маргините на политичкиот живот во Македонија и нешто слично на пасок во Грција ќе им треба долго време да се опорават. Тоа ќе биде заслужен пораз ако тоа се случи, меѓутоа велам, се прават напори со помош на странскиот фактор кој секогаш имал сериозна улога во Македонија. Тука се и странските служби, странските тајни служби, тука се политичките влијанија, тука се едно чудо марифети кои се бескрупулозно се користат во нивна корист, бидејќи тие се тие што го уништуваат македонскиот народ. Велам, неизвестно ќе биде, али ако има правда, тие треба да завршат на ѓубришето од историјата. Во средата, Судскиот совет одлучи да запре постапката за разрешување на претседателката на Врховниот суд Беса Адеми. Како гледате на ова, особено на изјавите на оние 4 членови на Судскиот совет кои беа против запирање на постапката со изговор дека таа не смеела јавно да проговори за политичките притисоци врз судиите од Врховниот суд? Што е тоа што се постигна со ваквата одлука на Судскиот совет и дали со ова ќе престанат политичките притисоци? И дали Беса Адеми остана можеби должна на јавноста да ги каже со име и презиме сите оние кои вршиле притисоци? Видите, Беса Адеми доволно кажа дека има политички притисок. Таа ја викна американската амбасадорка со целиот состав на Врховниот суд да ја информира што се случува. Кога се случи тоа, јас бев прв критичар. Реков, што мајка, да извините, што мајка бара американската амбасадорка да разговара со целиот состав на Врховниот суд. Тогаш нема излезено на виделина овие детали. Сега, апсолутно и честитам што презела такви чекори. Браво, Адеми. Ме радува што остана на функцијата, бидејќи друго решение апсолутно немаше, а тие 4 се само партиски војници кои немат никако поима што е тоа право и правда, разбирате. И барањето да каже јавно кој бил тоа, слушајте, тоа може да биде да се покрене тајна истрага за тоа, а не доди во јавност она. Што е она? Она е шпион, она е откривач на нечистите алишта на власта. Тоа не е нејзина функција. Она доволно кажа. Иначе самиот Судски совет е приказна за себе. Е негација на се тоа што треба да биде правда, што биде законитост, што биде некакви реални вредности. Тој Судски совет кој мора да се бори за функционирањето на правниот систем во државата, ја смена својата председателка и таа е вратена со судска одлука назад. Прешто сакате повеќе? Беше комисија донесе Европската унија. Добро е што тука се замеша, иначе се држи подалеку која се другите наши национални и државни интереси. Прати нивна експертска група која најде 40 забелешки на функционира Судскиот совет. Па слушајте, поадно да кажеа, фрлете ги сите нив во Варна, разбирате, никој од нив не заслужува ни да влезе во канцелариите на Судскиот совет, а камо ли да биде дел од него.
Видите, тоа распаѓање на оваа држава е најкласично и најдиректно елаборирано, демонстрирано со функционирањето на судскиот совет. Во секој случај, секоја чест за Адеми, браво, така треба, и ако сите така се однесуваат, разбирате, а до информациите кои има и кои вршат притисок, не се оди во јавност. Она не е тука, разбирате, некој сите подкажува што се случува. Тоа треба да јавното видителство истиот ден кога тоа се покрена да покрене постапка, затоа што влијание на судството е криминален чин. Затоа се прави истрага и МВР-то на Спасовски требаше исто така да покрене истрага, да прати луѓе, да се прати едно другото, да се испитува. Што се направи? Ништо, разбирате. Ја зема неа на одговорност. Па тоа судскиот совет прави циркус од себе, а со тој од нашава држава. Како гледате на сознанието кое што на самиот почеток на неделава излезе во јавноста, а поврзано со нафтени компании од Кумановско-Липковскиот регион, кои со фиктивни фактури по основ на повраток на данок на додадена вредност сакале од македонскиот буџет да испумпаат преку 2,6 милиони евра, а од друга страна направиле затајување на данок на личен доход во износ од над 300.000 евра. Кој е вашиот став и за тоа што власта само на неколку недели пред да започне предизборната кампања одлучи да се позанимава со овие компании кои немале лиценци, ниту бензински пумпи, ниту складишта за чување на нафтата? Каде беше власта досега? Такви случаи во држава има илјадници, разбирате. Само овој сега дојде до светлоста на денот, дојде до јавноста, а не сум сигурен. Првиот што го откри тој случај беше опозицијата. Дали опозицијата ја натера власта да излезе во јавност, разбирате, или таа имаше намера, велам, тоа немам податок за тоа, не навлегувам, меѓутоа факт е дека опозицијата излезе во јавност и рече тоа и тоа се случува. А велам, такви случаи, криминалот во држава, цути на сите сегменти и ова са можеби е еден од веројатно поголемите криминални чинови, али такви има колку сакате. Меѓутоа, велам, од кои причини ова изби на светлоста на денот не знам. Во секој случај тоа е удар за власта, бидејќи тоа се случувало, сега тие го откриваат, а колку време траело тоа никој не знае. Колку пари се веќе украдени и подигнати, никој не знае. Само објавено е дека сите тие немат никакви, сите се тоа се фалшиви, измислени компании, кои преку дења менуваат адресата и управителите и немат денар капитал, разбирате. Така да се што е украдено, веројатно невозможно да се врати. И велам, тоа е удар за власта, та немаше веројатно немаше излез колку да го објави случајот, а велам, сега веројатно ќе го забошутуваат, ќе го кријат и на крај, како и многу други случаи, ќе биде заборавен и ќе биде фрлен во архивите. Со која цел ваквите кривични дела власта ги става во даночна тајна, а не ги кажува имињата на фирмите, односно компаниите, како и имињата на даночните обврзници, туку ги споменува само со бројки? Пете, тоа е пак на линија на забошутување на она што е клучно. Има тука и законски вратно ограничувања и правила и прописи кои треба да се следат. Јас сум за тоа, меѓутоа во еден ваков случај, разбирате, па се прави преврат. Истиот ден се земат сите истражни дејства, разбирате. Истиот ден се апсат сите тие кои се инволвирани, разбирате. Зашто се работи за сума од неколку милиони евра, разбирате. Да се работи за неколку стотици илјади денари, па се преземат такви чекови. Велам, и овој случај го објавија во јавноста, спомнаа некакви шифри и на крај, што мислите, ќе има завршница? Јас лично не верувам. Ќе се врти и не знаеме кои се тие луѓе од Липковско, тоа сугерира што се по национално, разбирате.
А кога се од таа националност, кој од таа националност има одговарано во држава? Нема таков некој. Или ако има некој маргиналец, колку да се покаже дека нешто има. Сите тие големи риби, да ги наречеме, ништо не им фали, ни влакно од косата не им фали. Каков пример носителите на партиски државни функционери, особено оние од високиот државен врв, со нивното однесување им даваат на обичните граѓани, особено кога се однесува на темата европска интеграција? За пример, ќе ги земам изјавите дека не сме можеле да имаме правна држава додека не сме влезеле во Европската унија, која изјава е спротивна на изјавата и изјавите кои доаѓаат од челниците на Европската унија, а тоа се дека нема Европска унија без правна држава. Зошто оваа ненародна власт и понатаму продолжува да спроведува културата на неказнивост? Какви пораки до граѓаните испаќаат ваквите функционери и во какво општество живееме, господине Никовски? Тоа кажува апсолутно се. Претходниот премиер, кој веројатно историјата ќе го прогласи за еден од најштетните наши личности, рече дека ни треба камшикар од надвор. Што значи тоа? Тоа значи дека јавно кажува дека не може да ги реши проблемите во државата. А зашто го плаќаме ние него? Точно за тоа. И сега истото. Значи, ако ние, како држава, признаваме дека било кој проблем, разбирате, најтешкиот, најголемиот и најситниот, не знаеме и не можеме да ги решиме, тоа значи таа власт е некадарна, таа власт дека не може соочи со задачите кои ги добила и треба се повлече. И велам, тоа се случува, тие кажуваат дека се неспособни и никому ништо. Народов молчи, разбирате, народов трпи. Па дека трпи ќе го казат, разбирате. Така да сето тоа го покажува нивото на кое функционира оваа држава. А тоа е срамно, тоа е испод сите критериуми и тоа е, велам, во крајот од денот нешто што покажува дека оваа држава и да нема преговарачка рамка и да речат утре ќе ја примеме во Европската унија, ако не знам некои минимални услови исполниме, нема и нив да ги постигнеме. Така да покажува дека оваа држава со оваа власт, разбирате, е апсолутно нешто што нема да се приближи до унијата, камо ли да влезе, разбирате. Тамо нема да примат некој што вели дека ама јас не знам, ама јас не можам. Ако не знаеш, не може да си дома, не седи во влада, разбирате. Ова покажува дека подитно треба да се извршат сериозни длабински промени во оваа држава и да се дојде на власт една гарнитура која ќе биде спремна да се соочи со се, од корупција до правосудство, до што сакате, до здравство, до образование. Во оваа држава ништо не функционира. Апсолутно ништо не функционира. И никому ништо. Како тоа испаѓа сега нормално. Што да фатите, што да отпочнете, одма ќе сочите со нерешливи проблеми, затоа што никој не функционира. И не само тоа. Тоа е еден магепсан круг кога се примат партиски војници на одредени функции и тие некадарни, неспособни, необразовани, неподготвени, разбирате, тие ќе помогнат за решавање на проблемите напротив. Тие само ќе создават нови проблеми. Велам, тоа покажува дека оваа власт е некадарна, неспособна и дека треба подитно да лета од институциите во кои е навлезена. Како ќе ја прокоментирате одлуката на министерот за надворешни работи Бујар Османи, кој за генерален конзул во Њујорк го испраќа Мухаби Синани, кој е ново вработен во МНР, а кој доправа ќе полага забрзани испити за дипломатско звање. Ваков обид Османи имаше и пред 2 години, кога се обиде на иста позиција да ја прати телевизиската презентерка Бесмира Ајупи. Тоа е нов доказ за нашата небитнина, разбирате. Вие знаете ли дека во принцип кој ќе оди за амбасадор се договарат партиите? Не се прави процедура во рамките на државата, што е нормално, нели така, во секоја нормална држава. Се договарат партиските лидери, делат места, делат амбасадори и така натаму и така натаму. Во тој контекст е и ова
ново изненадување под наводници, бидејќи тоа е пракса. Саѓате. Пред некоја вечер гледав на телевизија една представничка од МНР кажуваше, вика, на министерството, вика, не функционира, а тоа го гледаме. Вика, има една група околу министерот која решава за се, вика, и сите други се фрлени на маргините. А да не одиме подалеку. Нашата надворешна политика, гледана низ призмата на односите со Бугарија, која е така, што е најактуелна во последниве години, покажува тотален аматеризам, тотална неписменост, тотално неискуство и сега клучно е и целава држава живее во еден хаос околу пасошите, разбирате. Дели во договорот од Нивици, во катастрофалниот и предавнички договор, имаше рок до која ќе важат нашите лични документи. Господин Никовски, ако може тука да запрам малку, бидејќи приметивме дека имате колумна за ова, па сакаме да зборуваме покасно малку за ова. Ајде, нема проблеми. Само да го завршиме тоа, дека тоа е се во рамките и вашето прашање, во рамките на таа наша небитнина, во рамките на нефункционирањето на државата и затоа се прават такви. Тоа е криминална злоупотреба, разбирате. Да вие некого подметнете некаде кај што нема квалификации и се обидувате преку ноги да му ги постигнете тие квалификации, а умеѓувреме тој ги завршил сите подготвителни работи, може да заменише денеска. Тоа е криминален чин за кој мора да се одговара, ако не сега кога ќе до новата власт. Како гледате на најновиот предлог на владата, кој предлог најпрво го најави Бујар Османи, шефот на македонската дипломатија, а во вторникот владата на седница го одобрила, а тоа е дека се усвојува закон или законски измени кои ќе ги опфати сите лица и компании кои ќе се најдат на црните листи на САД и на Велика Британија да имаат законски реперкусии во Македонија, со што овие листи на малаврата ќе влезат во македонскиот правен промет, односно правосудство. Дали е потребно еден ваков закон да се донесе? Каков е вашиот став по ова прашање? Дали со еден ваков потек, всушност, ќе ја отвориме вратата на уште едно зло? Тоа е само нова будалштина, нова глупост на нашата власт, разбирате? Видите, што ќе прави Америка, какви црни листи ќе донесува, или Велика Британија, или Фиджи, разбирате, тоа се нивни работи. Нашето, ние, ако сме суверена држава, ние имаме свој правен систем и само тој правен систем е надлежен за нас. На времето имаше случај, разбирате, во кој бев јас лично инволвиран, кога Соединетите американски држави бара и ние им дадовме, дека нивните војници кои ќе направат било какво злосторство или криминален чин на територијата на Македонија нема да одговараат по нашите закони, него ќе бидат процесуирани во Америка. И тоа го поставуваат и како услов на многу држави, тоа на времето, тоа беше пред 20 на години и повеќе, кога бев јас подсекретар, разбирате, нашите го подпишаа тој договор. Јас бев против, мора да кажам. Така да, видите, државата мора да се брани. Државата мора да има свој систем. Ако веќе американците имаат такви црни листи, велам, тоа покажува дека тие следат све во држава. А како следат? Значи, ги следат и комуникациите. Не може тие да имаат тие информации да им паѓаат од небо. Имаат сигурно и доушници и тоа сигурно функционира. Тоа е само потврда на комуникациите кои тие ги имаат и кои ги следат очигледно. Се откаде, дали откалето или друго место не е ни битно. Разбирате. Ако веќе тие имаат такви документи, ако имаат такви докази, легален, нормален начин е по дипломатски пат, сите нив да ги достават до нашите органи. И нашите органи, врз основа на тоа, ако има доволно елементи, да покренат соодредени постапки. А не ти да го легализираш нивната црна листа во некакви санкции во Македонија. Тоа е надвор од умот, разбирате. Ти покажуваш дека ни протекторат не си. Тоа е територија која нема власт, разбирате. Надвор од умот, будалштина, која апсолутно не треба да се прифати.
Шефицата на Европската комисија Урсула фон дер Лајен пред некој ден најави дека Европската унија ќе почнела да работи на сопствените реформи за да се подготвеле за унијата од 30 земји плюс членки, мислејќи на 6 земји од Западен Балкан, меѓу кои и Македонија, при тоа не споменувајќи ја 2023 година како година за проширување. Како гледате на ваквата нејзина изјава, господине Никовски? Кога ја спомнавте неа, да кажеме дека има многу оценки и проценки и прогнози дека таа ќе остане на таа функција. Еден коментар помалце така не баш пријатен ја вели таа вика не се покажа лошо на функцијата, а од друга страна вика во Германија не ја сакат назад. Така да решение за Германија да се остане таму. Што се однесува до проширувањето. Тоа е надвор од не само од приоритетите на Унијата, надвор од сите проекти, замисли, намери на Брисел. Тоа е веќе докажан факт, разбирате. Јас јам пишувано доста на таа тема и тоа го потврдуваат и Шолц, и Макрон, и не знам, премиерот на Холандија, и премиерот на Данска, и сега на Белгија која председава, кој рече, да се разбереме, нема проширување. Тоа беше најдиректен, разбирате. Не 2030 година. 2040 година не е реално дека ќе има нови членки на Унијата. 20 години, односно, речи 20 години, колку се 16-17 години. Унијата не е спремна за проширување. Реформите кои веќе се императив за нив, бидејќи не функционираат, разбирате. Таа е неефикасна на секој начин, на секој план. И таа во меѓународниот политички простор нема тежина. Таа единствено остана само меѓународен трговски фактор. Ништо повеќе. Ни безбедносен, ни политички. И знаете, тие реформи не да се болни, него невозможни. Едно од главните ќе биде правото на вето. А кажете вие, дали еден Орбан, дали една Полска, и да не одиме података, ќе прифати да се откаже од тоа право своје на вето. Никој нема да прифати. А тоа е клучното моментално. Ако има вето, не функционира државата. Ако има некакво квалификовано мнозинство, тогава веќе ќе може да функционира. Такво нешто нема шанса да помине. Според тоа, тие реформи ќе траат десетина години најмалце, на крајот ќе бидат невозможни или ќе се покажат како или ќе има парцијални сигурно, меѓутоа не суштински, како да не забораваме кога во Лисабон го према новиот устав на Унијата, тоа пропадна, разбирате. Така да тие се нивни внатрешни превирања кои немаат шанса да изгледат со некакви решенија кои ќе овозможат, како што велат тие или самата фон дер Лајен, дека Унијата да нормално функционира со 30 членки и повеќе. Тоа е надвор од умот. А од друга страна, новата преговарачка рамка, методологијата која наметна Франција, е таква што нема теоретски шанси било која друга земја да стане член. Теоретски шанси нема. Меѓу другото, велам, века компатибилно со нивото на развој на тие земји со нивото на Европската Унија. Тоа сме спомнали, дека да го повториме. Ако ние во регионот имаме меѓу 6 и 10.000 евра по БДП по жител, во Европската Унија е 35.000. Да биде компатибилно треба да 20.000. Кога ние ќе стигне 20.000? За 15 години теоретска шанса. На Свети Николаш, како што проширувањето на Унијата треба да се заборави, тоа е надвор од можностите, ама затоа тие спремија утешна награда, таа така наречена Европска политичка заедница која веќе функционира, ќе дадат пари од фондовите, веќе 6 милиарди одвоја за овие балканските земји, ќе има и други погодности и тука завршува приказната. Ќе го отворат Европскиот заеднички пазар повеќе за овие кандидатите, а тоа значи дека ќе не изложат на нивната конкуренција, што може да е погумно за нас. И велам, тоа е еден процес кој ќе тера и членството во Унијата треба се заборави, тоа е далечна иднина, а можда и никош нема се реализира. Господин Никовски, во средата на плоштадот Скендербек во Скопје, каде што се наоѓа и неговиот споменик,
Делегација на ДУИ на чело со Али Ахмети положија цвеќе на споменикот на Скендербек, а по повод 556 годишнината од неговата смрт. Додека ги положуваат цветињата во позадината, се слушаше една песна на албански јазик во која имаше една порака со следниве зборови: кој ни доаѓа непоканет во двор, не му оставаме место ниту за гроб. Како гледате на настанот, а на кој настан се појави министерот за надворешни работи на Албанија и кон кого беше упатена оваа порака, бидејќи во близината на споменикот се наоѓа и заедничката канцеларија на Европскиот сојуз за промени на Касами, Гаши и Меджети, а поддржани од самоопределување од Косово. Дали оваа порака може да се толкува и како провокација упатена до македонскиот народ, бидејќи се сеќаваме не така одамна имаше пароли дека Скопје ќе бил центарот на Албанија? Видите, апсолутно дека символиката, пораката беше поширока. И за нивните конкуренти, и за македонскиот народ. Знаете, албанската иконографија апсолутно продолжува во иста насока да покаже дека се тие албанци, дека се тие заедно сите и од Косово, и од Македонија, и од Албанија, и дека тоа е нешто за што не се дискутира. Да подсетиме дека кога Курти беше во Тетово на времето, разбирате, пред неколку месеци, тамо пуштија добре дојде во Албанија. Пред 10 година или помалку има кога Тачи, Мендух Тачи го примаше тогашниот албански председател во Тетово, му рече добре дојде наш председател. Тоа да не зборуваме со знамињата кои секаде ги мафтаат, а знамињата покажуваат територија, не покажуваат етничка припадност или културолошко некое потекло и значење и врски. Така да, таа иконографија албанска се повторува на дневна основа, македонците се прават наивни, се прават отсутни, не реагираат на истото тоа место кај споменикот на Скендербек пред некоја година, кога не знам што прослова, дали Охридскиот рамковен договор, кога проговори на македонски спикерката, водителката, разбирате, цела сите присутни вика уа и ја прекина, разбирате, не дозволи да се каже збор на македонски. Така да, додека ние се правиме наивни, отсутни и не реагираме на тие големо албански манифестации, кои се секојдневни, тие ќе продолжат и само ќе ги шират. Ова е само еден нов момент и сегмент во истиот мозаик. Господине Никовски, во последниве 10 дена, една од поглавните теми во Македонија беше онаа тема со промената на личните документи за да се стави наметнатото ново име, која одлука оваа ненародна власт ја направи без замин на македонскиот народ. Македонските граѓани во трка со наметнатиот неуставен законски рок во изминативе неколку недели на температури кои некогаш достигнуваа и до испод 0, светоци сте на тоа, испод 0 степени, со денови по неколку часови чека во редици за да се сликаат и да ги поднесат документите за да ги сменат истите, иако на некој од нив се уште не им е истечен рокот на важноста. Од ВМРО ДПМН поднесоа и иницијатива до Уставен суд за овој проблем, со цел да им излезат во пресрет на невините македонски граѓани, а од власта најавија разговори со властите во Грција. Вие вчера објавивте една колумна, што ја спомнавме и претходно, во Плюс Инфо, токму на оваа тема со наслов "Проблемот на пасошите се решава со една нота". Ке сакате ли за нашите слушатели и гледачи на македонски корени да им го објасните тоа што го пишувате во вашата колумна? Видите, најкусо кажано, прво се потпиша во нивици договор кој е катастрофален за Македонија, кој е предавнички во основата, со кој ние прифативме дека македонци има само во Грција, а ние не сме. И нашите мудри и талентирани политичари тоа го оправдува и го објаснува дека со тоа бил зајакнат нашиот национален идентитет. Поголема будалщина и глупост, веројатно никој не прочитал, не чул во животот, разбирате. Тие бришат све што е македонско, нема ни македонска
Македонски народен театар, нема ни Македонска информативна агенција, нема ни Македонска опера и балет, сите стана национални или медиумски така натака. Значи бриши све што е македонско, велиш го зајакнуваш идентитетот. Велам, прават од нас како да сме некакви, не знам, недозреани суштества или не знам што друго да кажам. Ова со другата обврска, значи од тој катастрофален договор е да се прекине важноста, има рок на важност на документите на лични документи кои де факто се уште се важечки, разбирате. Тоа е исто така прифаќање на надвор од умот, прифаќање на таква една обврска. И што е третото главно тоа, сами треба, значи ти го тераш некој да ги менува лични документи, а сам треба да плати за тоа. Кај се види тоа? Тоа ни во пусто турско го немало, разбирате. Така да се тоа тешки грешки на власта и сега место да бара, се бара решение за тоа. Бидејќи проблемот е сериозен. Вие ако не му давате некому патна исправа, разбирате, вие го ограничувате неговата слобода на движење, тоа е антиуставно. А тоа го правите, разбирате. И министер за дворешни работи, кој место да бара решение за проблемот, тој вели, не се надева, тој де факто им се заканува. Нема, вика, да не сметајте, вика, дека ќе ги смениме, ќе бидат и понатаму важечки пасошите. Значи, он ми се заканува, немојте ви да се надевате, разбирате. А од друга страна, вели дека мора да се почитува договорот со Грција. Видите, во светот имаме, јас од ракав ги вадам бројката, најмалце 100.000 лица, сигурно има многу такви во Австралија кај вас, со важечки македонски пасош, со старото, односно со вистинското име. Тие сите луѓе на 12 февруари ќе останат луѓе без државјанство, без своја татковина. Ако не му важи пасошот, тој не може да борави да престојува ниту во Австралија. И за министерот за дворешни работи, тоа опште не му е проблем. Непознавањето на дипломатската пракса, разбирате, е катастрофално. Зборуваат председателот, премиерот, кој со кого треба да разговара во Атина за да се реши проблемот. И што ќе му се јават на председателот, ќе се јави на председателката и ќе речи ваков имаме проблем. И што така му че? Не се кере, ќе го решиме. Или премиерот со премиер, или министерот со министер. Па Османи веќе ја прими грчката амбасадорка. И што ја кажуваше неа? Тоа е дипломатско прашање. Ние веќе со нота дипломатска им потврдивме дека тој катастрофален договор, погубен за Македонија, беше ратификуван во собранието. Со нота ние го де факто потврдивме дека тој е важечки. Со нота ги известивме дека тој договор де факто промената на името стапи као главна наша отстапка и катастрофална, нели така историска грешка, дека името на државата е променето во уставот на државата, во собранието, со нота. И сега со нота, наедноставно, без никакви други консултации, треба да се прати нота во ќе каже дека македонската страна со сите своји напори, да се покаже добра волја, не успеа да го постигне рокот за промена на лични документи на граѓаните, бидејќи се работи за огромен број. Се известува во другата страна дека тој проблем ќе се решава во следниот период, дека не се отстапува од обврската за тој рок, а накнадно ќе ги известиме до кога ќе трае тој рок, бидејќи се работи за огромен број на документи. Објавено е дека 1.300.000 пасоши треба да се менуваат, кои не може да заменат за една година. И најпаметно било во тој период, да се постигна таква нота, Грција нема право на никаква реакција на тоа. Знаете, се информира државата за една висмајор ситуација, која е надвор де факто од можностите на оваа држава да ја исполни. Ако тука треба да се бара нека одговорност, тоа е друго прашање, тоа е натрешно прашање. И Грција ќе го преми само на знаење тој чин, тоа инвестување и нема право на никаква друга реакција. Ако сепак реагира на било кој начин, што јас не го очекувам, бидејќи тие нема да им биде по кејф, али ќе мора да го прифатат тоа. А ако реагираат, ќе им се каже, а што направивте ви од договорот?
ништо од договорот што е неколку нивни минимални обврски, ништо не е извршено. Меѓу другото, подпишани беа и 3 протокола кои требаше да ги ратификуваат нивното собрание. Не се ратификувани. Разбирате? Тие немаат простор да реагираат, а ти го решаваш проблемот. На натрешен план треба се суспендира законот. И со тоа автоматски ќе важат и со едниот и другиот чин, ќе важат и личните карти кои веќе на пола ги официализира, а да не се користат за патување во странство. И тоа ќе може да важи. Значи, и тоа треба се пролонгира на следни 5 години, во кој период, не така, ќе ми се каже дека ќе ги известиме кој ќе биде новото, кој ќе заврши важност на сите тие лични документи, колку треба 3-4 години, отприлike не важат, ни еден документ не важи повеќе од 10 години, разбирате. После 5 помина, уште 5 кои ќе поминат, ќе ми известиме дека проблемот е решен, дека нема веќе документи без новото име, разбирате, што е меѓу другото навредливо за сите нас, али тоа е реалност од која не може да бегаме. Така да, а во меѓувреме, знаете, тие пасоши де факто, ако ние не го известиме светот дека не важат, тие ќе си важат. Значи Македонија е на потез да го извести светот дека тие пасоши не важат. И зашто да го правиме тоа? Ако го откажеме со Бугарија, со Грција, ако откажеме таа обврска, значи тоа отпаѓа вода. А во договорот никаде не пише дека Македонија треба да го извести светот за неважењето на пасошите. Моментално, само законот кој е дома донесен, кој е посебна наша будалщина, разбирате, и ограничува важноста на пасошите. Суспендира го пасот и све е нормално, и суспендира го, мислам, тој закон, и све останува нормално, и све останува како и до сега. Така да, оваа власт е некадарна, оваа власт нема познавање од најобична дипломатска техника, која може да се решира, да се реализира и да го реши проблемот за еден ден. Одлична анализа и убав предлог, доколку сака владата да слуша, а не слуша. Како ќе прокоментирате средбата на високи представници од СДСМ, меѓу кои Зечевич и Маричич, со високи функционери од самоопределување од Косово, партија која ја формирал косовскиот премиер Албин Курти? Ојдоа ли на бацирака за да го молат Курти да делува кај албанската опозиција за да не настапат со свој кандидат на председателските избори? Од што и зошто се плаши СДСМ? Мислам дека, видите, меѓупартиските контакти се нормални, во овој случај се изнудени, бидејќи отворено самоопределување на Курти ги поддржува опозицијските албански партии, кои се против, онака нагласено против ДУИ во државата, а СДСМ коалицира со ДУИ, и сега тие се обидуваат тука и така да најдат некој меѓупросто за некоја соработка, за некоја можност да се влијае индиректно на опозицијата албанска во Македонија. И велам, тоа е веќе дел од милието, од тој фолклор, ако сакате, политички, кој ќе се случува во периодот кој предстои во пресед на изборите, и такви средби, преговори, договори, размени на мислења, обиди за соработка, ќе има колку сакате, и ќе има сигурно, како што рековме, и доста изненадување. Дали како политичките скандали пред се оние во МНАФ ќе влијаат врз можните предизборни коалиции? Што е тоа што ќе биде пресудно за формирање на така наречениот Европски фронт? Кој ќе биде главниот играч, односно од која партија ќе зависи формирањето на предизборниот Европски фронт? Видите, настаните во МНАФ се еден класичен одраз, израз, една класична представа на состојбите во држава. ДУИ има навлезено во сите пори на општественото живење, на еден бескрупулозен начин. Нивните министри се фалат дека во ресорите со кои владеат дека веќе повеќе од 50% се албанци. Надвор од сите нормативи по многу што и безсмислени за балансерот и слично од Охридскиот рамковен договор. И тие веќе имаат свој нетворк, една своја мрежа, во која, разбирате, се е договорено, се функционира, и тоа е на она линија кога сега малце прикриено, али порано многу отворено,
албанците од владата отворно кажуваат, тие му одговараат на Али Ахмети, не му одговараат на премиерот, разбирате. Така да, тоа е суштината во држава и председателката на Врховниот суд, која пред малку ја спомнувавме, таа тие донеа одлука, нема никаква дилема, ама таа покажа самостојност, таа покажа принципиелност, таа покажа одговорност и одма се обидоа представниците на ДУИ-от, Советот за судскиот совет се обидуваа да елиминираат и до крај остана доследни на тоа, разбирате. Така да ДУИ има еден страшен нетворк, една страшна мрежа на своји влијание во државата и МНФ покажа дека пред изборите, пред да евентуално изгубат власта, треба тамо да навлезат на еден терористички начин. Тоа се случи во МНФ, е чин на тероризам, кој за жал кај нас така ги третира само тие што лега во собранието, кои беа де факто добронамерни граѓани и патриоти, а овие терористите ги третираат како да се некакви, не знам, волшебници и некакви од Господ дадени личности и не знам што друго да кажам. Како гледате на средбите кои тројката, Меджити, Касами и Гаши ги остваруваат со американски конгресмени во Американскиот Стейт Департмент во Вашингтон и како овие средби ќе се одразат врз посакуваната постизборна коалиција помеѓу ВМРО-ДПМН и Коалицијата за обнова на Македонија со албанскиот опозиционен блок на Касами, Гаши и Меджити. Дали на ВМРО-ДПМН може да и се случи истото оно што и се случи кога Али Ахмети одби да формира влада со тогашното ВМРО-ДПМН под лидерство на Никола Груевски? Ете, кога го спомнавте тоа, јас имам директни информации од албански пријатели дека коалицијата после тие избори во 2016 година пропадна некаде во 9:30 сатот вечерта, а 12 беше мислени рокот кога поминуваше, кога добија кога добија јасна директива представниците на ДУИ дека не смеа да коалицираат со Никола Груевски и човекот после тоа отиде јабана и му го уништија животот. Иако ќе остане, уверен сум, во историјата како еден од добрите премиери на Македонија. И оваа посета, која пред малку и ја коментиравме онака индиректно, е резултат на покана од американците. Како што спомнавме за МВР Спасовски, тој не оди тамо на своја иницијатива, го викаат. И овие се викнати. И овие се викнати со конкретна намера да се влијае на нивните следни чекори и одлуки. А тие се 100% против интересите на македонскиот народ и против интересите на главната опозицијска сила ВМРО-ДПМН, која е експонирана тој план како носител на одбраната на македонизмот. Значи, сите пораки што ќе ги добијат тамо, сите инструкции, а и диктати, бидете сигурни, може би и закани ќе има, зашто, како што рековме за тие црни листи, тие се знаат, разбирате. И се спремни на уцени, бидете до крај уверени, пораката нема да биде во корист ниту на македонизмот, ниту во корист на ВМРО-ДПМН. Таа е против македонскиот народ, против македонските интереси и ќе видиме како ќе се десуваат после враќањето на земјата, али во секој случај тие не можат, нити ќе имаат маневарски простор, али нити добра волја да ги игнорираат тие диктати и прашање само колку ќе бидат во можност да ги спроведат. Дали очекувате знам за Македонија на Максим Димитриевски, па дури и левица на Димитар Апасиев, посизборно да се приклучат кон ВМРО-ДПМН? Тешко да се каже, мислам, велам, тоа би било све повеќе во некоја шпекулација отколку прогноза. Не знам, јас на Максим многу го високо го ценам човекот и му сакам успех на изборите. Како ќе помине, не е јасно. Многу сјајно не верувам, иако велам би сакал да помине добро. Левица, колку што мене ми е познато, неам целосен увид во програмите на партиите, таа има доста контрадикторности во своите
програми, меѓутоа мислам дека е единствена моментално која е на линија на откажување на договорот за непријателство со Бугарија и протоколите, и велам на таа основа, мисля че дека многу добро ќе помине кај народот, и велам, ВМРО-то, знам дека им е тешко, немаат голема неварски простор, ги држат за уши, им дуваат во вратот, им дишат во вратот, разбирате, али ВМРО-то, ако сака да постигне максимален успех на овие избори, мора во својата платформа, предизборна платформа, да стави откажување, итно откажување на договор за непријателство и двата протоколи, и како што веќе објасниме, со тоа паѓа овода и преговарачката рамка и ултиматума да го менуваме уставот, значи се отвараат чист пат. Само на тој начин ВМРО-то ќе може да постигне една најбрилјантна победа, најнедискутабилна победа и победа најблиску, ако не и со мнозинство во самиот парламент. Ако не одат со таква клаузула и со таква програма и со таква најава, мислам дека ќе останат во рамките на некое контролирано мнозинство која тешко ќе биде понатака да се финализира. Јас се гледав, имаше деновиве, вчера може беше интервју на Димитриевски на Максим, кога лично многу го ценам, имаше негово интервју во кое исто така не загриза до крај дека ќе ги откаже договорите со Бугарија, а велам, само на таа основа може да се добие помасовна подршка од народ, бидејќи народот е свесен. И ова што го прави Бугарија е таква навреда, такво плукање врз сите нас, такво газење на македонизмот, што просто е незамисливо, разбирате? А ние се правиме божем, не забележуваме и се правиме божем, ситуацијата е нормална. Ситуацијата не е нормална. Ножот е дојден до коска. Чест и задоволство причинивте и овој пат, господине Никовски. Ви благодариме со желба да се видиме наскоро пак на Македонски корени. Ви посакуваме убав викенд, многу здравие, пријатно до слушање и скоро довидување сега. Ми беше големо задоволство. Поздрав да сите наши во диаспората и било каде да се. Македонија ќе опстои, Македонија ќе опстане. Дали тој ќе го направиме веднаш со овие избори, а мислам тоа е по многу што императив, зависи од нас самите, али ако тоа не го направиме, што ќе биде историска грешка, видите, правдата на крај победува. Може да се чека премногу, али велам, од нас зависи. Ако ние се организираме и настапиме максимално мотивирано на следните избори, ако секој македонец и граѓани на оваа држава ја почувствува таа одговорност и го даде својот глас во права насока, ќе биде полесно. Меѓутоа велам, македонецот никој не може да го уништи, ако било тоа можда ќе било одамна направено, ќе обстоиме, али велам, раните ќе бидат длабоки и ако сега не исчистиме, не ги исчистиме сите тие рак рани кои не газат и не уништуваат на овие избори, ќе биде потешко понатака. Велам, јас верувам дека овој ќе биде пресврт во април и мај ова година и дека после тоа ќе излеземе на една почиста и посветла едина. Поздрав сите каде и да се и Македонија ќе успее. Уште една одличен крај и верувам дека од вашата уста ќе влезе во Божите уши, а верувам дека ова што последно го кажавте ќе го слушнат македонскиот народ и македонските граѓани, без разлика каде и да се ќе им звечи ова што го зборувате во ушите на денот на изборите и се надеваме дека ќе успееме како што вие секогаш ги завршувате интервјуата. Опростите што вака подолго ве задржавме, меѓутоа луѓето ве бараат, ги сакаат вашите настапи, бидејќи се многу поучни. Поздрав и секое добро. Се гледаме. Довидување. Беше задоволство.